10 godini postar. Jane se vikаше. A mori mamo, не ovo što go čekam. Kogo zlato? Kogo mi go čekаше ti? Не знам, мори мамо. Не знам кој требаше да биде. Ама овој не. Мајко, многу ли е мачен животот на печалбарска жена? А? Мамо, тежок ли е животот на печалбарска жена? Мамо! Бргу горе! Таткото те вика да береш. Ти те бара, бргу! Шо се скиснала, мори? Како може се голтнала полока или мантуса? Ајде, бргу да! Ерко, запей, да се повеселиме малко. Почни. Не помина еден месец и ја не замина на тудина. Од песната ме болеше душата. Младата душа што требаше да му ја дадам на Јанета. А ете, ми остана раскината. Болката не беше од тоа што прерано ми заминува мажот, што нема да го видам со месеци, со години, а може никогаш. Не, од друго. Зошто и мене не ми тежат зборовите од песната? Зошто не можам, како моите другарки, да плачам остопано? И почна мојот живот на печалбарска жена. Таков ли бил животот? Се сторив мајка. Јана идеше секоја зима и пак се враќаше на пролет. На секоја идена тудина, заедно со мене го пречекуваше уште по едно дете. А после, едно по друго ми изумре. Василчета го закопав на Дуовден. На неделата по Петровден и момичето. А Димче, кога ми премина, беше тука и Јане. При задното едење на стопанот ми умре и последното дете. Фатија војните, се затворија патиштата, пара од никаде. Работе варгатка, опаднав. На 35 години станав старица. Сама, без машка рака в куќи. Еден ден, како што седев крај огниште, некој тропна на врата. Добре дојде, Јане. Не ти се надео. Прв пат се зарадував на неговото идење. Ке ме одмени, ке ме заштити, зашто аргаплакот не сосипа. Дојде. Дојде. Јане! Може?
Много убав. Отвай го найду да го купам. Дуќаните празни. Бербери, војна е. После, докај што имаше, не беа такви. Па си реков, дори не најдам нешто како за Фросина, не си одам од купиш. Сакаме! Кај си, Мари? Си го разгрозни, кај си по тебе? Немој сакаме, ето само скуки жена, знаеш само. Ама точно за тоа што не си сама, мене ми се чини, а? Доста, Тарторе Море. Клај се малку перец на устата. Росино, добро ти дојде Стопанот. И откако се врати дештерот мојот војникот и ми ги попламе ушите со команди. Ама не знам каде го научија, во српската или во бугарската војска. Росино, светло ти око. Каде си, бре, късметлия, бре? Добро дојде. Ама без добро си ојдување сега. Сега мислам да си останало свето седело. Така ми, како? Значи реши, а? Реши, нема да го. Ќе барам работа каде да види така. Телки ќе е порно сега. Ке биде. Толку ми се сака тука да живеам. Но не стана така, како што мислеше Јане, како што сакав и јас. Работа не најде. Ќе видам ќе правам, побргу да се вратам. А ти, варди го што го носиш. Кој ќе се родит? Прашај доктори и пиши ми. Што ќе ти рече тие, тоа да чиниш. Не жалај пари. Себе си ќе се врадам, пари ќе ти пуштам. Да умрам јас, да умреш и ти, ама Тодос не живи. Тој замина, а веќе околу Божик, јас лежев леунка. Росино, абе, одмажу. Ајде, нека ви е живо. Нека е живо. Машко е, или женко? Машко. Тогаш јас, значи, навреме идам. Ја не да знае. Ке се спобудали од радост. А перим, бре, Јане. Писмо носиш? Писмо и пари. Ми се чини сега повеќе требаат пари од што писмо, а? И писмото е арна работа, ама и парите пак не се за фрлање. А јас заборавих. Да. И од мене. Кота седем. А сега тргам с села. Недела свадба има. Син жена. Другиот петок се враќа. А вие дотогаш гответе писмо, а јас се наминам. Добро. Пријателе, како ти беше името? Кузман. Пријателе Кузмане, вечерва тука ќе останеш. Треча вечер ја разбираш? Ти не бидеш гостин од местото на Јанета. Така, Фросино? Така. Кога го отвориш писмото, срцето ми заигра. А кога го прочитав, Чине куќава се урна над мене. Кутријане. Како е од двајца? Земи, тебе поарно ти се гледа. Стопанке Фросино, прими поздрав од мене, Стопанот Јане, до тебе, Фросино. Јас сум здрав и жив, кој и тебе ти сакам здравје и живот. Фросино, не се сакалдисувај, јас заработив